Како дел од програмата за одбележување на празникот Свети 15 Ривополски свештеномученици, денес го одбележуваме 5 годишниот јубилеј од работењето на електронската библиотека на македонската култура и традиција проект Растко Македонија. Значајно е да се напомене дека оваа електронска библиотека е дел од мрежата на европските електронски библиотеки со кој што раководи проектот Растко. Изработката на трите фази од проектот Растко Македонија го помогна Министерството за култура на Република Македонија како дел од проектите кои што се од национален интерес. Во нашата електронска библиотека се објавуваат електронски изданија, значи може да се сретнат интегрални книжевни дела од значајни македонски авторски имиња, се прават избори од творештвата на македонските автори, а овде секако се застапени и избори од творештвото на роднокрајните струмички автори. Ова електронска библиотека досега има објавено над 400 наслови, обработени се, односно дигитализирани се 15.000 страници текстуален материјал и офатени се 200 авторски имиња. 1/4 од вкупно објавениот материјал се роднокрајни автори, што всушност представува и база за формирање на една електронска библиотека која што ќе биде посветена на културата и традицијата на Струмица, за чија што реализација секако ја очекуваме и поддршката од општина Струмица. Нашата мисија продолжува и понатаму, ние и понатаму ќе продолжиме да објавуваме значајни авторски имиња на страниците на електронската библиотека проект Растко Македонија и јас топло им препорачувам на нашите читатели и на сите оние кои што досега ја немаат посетено веб страната на проект Растко Македонија, дека може слободно да ја отворат на makedonia.rastko.net, да ја читаат и да ја користат. Ја имав таа чест пред 5 години, точно на денешен ден 2007 година, да бидам промотор на најавувањето, отварањето на веб порталот на Националната електронска библиотека при проектот Растко, на овој партнери Растко Македонија, и тогаш некако порезервирани и вака скромно го најавивме вклучувањето на Македонија во овој меѓународен проект, но еве веќе после 5 години се покажа дека на тој начин можне функционално се представи сето она што е културно наследство, сето она што е истражување или современи културно-творечки достигнувања да се најдат на едно место и да бидат пристапни до пошироката јавност, не само од обкружувањето нели тука и пошироко. Всушност тоа се покажа можне функционално зашто сме сведоци дека сега ние живееме во тенденциите на глобализација, а фактички овие електронски сајтови представуваат една плоча низ кој што може да се дистрибуира сето она што е културна традиција или современи културно-творечки доживувања од просторот на Македонија, да бидат пристапни до поширокиот аудиториум. Особено кога и сега во тие културни прелевања меѓу народите во Европа, ние некако како се уште да сме осудени да го покажуваме, да го докажуваме сопственото себе пронаоѓање или себе потврдување во однос на културниот идентитет или дури пак и на современите културни вредности, тоа е една изворена можност да се пошироко чуе, пошироко да се види, пошироко да се ексцерпира она што представува истражување во однос на македонското културно минато и на македонската современа творечка смисла, но и да се презентираат нашите ставови во однос на останатите.